Без разлика дали сте мала, средна или голема компанија, невладина организација, фондација или политичка партија, вашата цел е убедување на одредена група на луѓе, со цел да добиете клиенти, гласачи, поддржувачи, истомисленици. Гледано психолошки, убедувањето е комплексен процес кој се состои од неколку чекори, но не обидувајќи се да навлегувам подлабоко во теоријата на убедувањето, ќе наведам само неколку поенти. Под 1. Полесно прифаќаме работи кои може визуелно да ги погледнеме. Под 2. Секогаш подобро поминуваат визуелни приказни во кои има други луѓе, по кои тие би можеле да се поистоветуваат. Под 3. Повеќето од луѓето многу често одлучуваат по линија на помал отпор и го прифаќаат она што визуелно им е сервирано, наместо да читаат долги текстови и теории. И по 4. Луѓето сакаат забава. Од 4 поенти наведени погоре произлегува прашањето: кој е најдобриот начин да ги убедите луѓето да купат нешто од вас, да ве поддржат во некоја иницијатива или да гласаат за вас? Одговорот не е комплициран. Направете видео, создадете енергична или емотивна приказна. Сепак не секој видео убедува. Некои видеа убедуваат повеќе од други. Видете ги на пример рекламите на Кока-кола за божичните празници. Едноставно ве привлекуваат да порачате шише Кока-кола, бидејќи сакате да бидете дел од божичната магија. Значи најважна е приказната, како и енергијата која ја создавате со видеото. Видеото не смее да биде сувопарно објаснување на факти. Видеото кое привлекува и убедува има приказна, има енергија. Вие едноставно сакате да бидете дел од таа енергија и магија.